Нека не вас буни, ово е малку поинаков амбиент. Се уште ова е емисијата на Шанк која ја очекувавте за да ве расположи и да ве опушти. Ние паметно од Скопје заради големата загаденост и лошиот воздух дојдовме до хотел Манастир во Берово, каде во чиста средина и нормално на убав здрав воздух ќе снимаме уште едно убаво дружење на Шанк. Така, драги мои, дојдовме до Берово затоа што се угушивме во Скопје. А до Берово дојдовме со супер автомобил. До ваму, теткава на GPS рече дека ќе стигнеме некаде после 17:30 часот. Дел од друштвото во автомобил тврдеа дека е до шоферот, а јас тврдев дека и до шоферот, но и до новиот Hyundai Tucson, затоа што ако сакаш да возиш моќно, треба да возиш и моќна кола и да стигнеш секаде на време, но безбедно, макар било тоа и во преубавото Берово. Денес имаме убава гостинка, убава дама, убава жена на Шанк. Јас велам секогаш кога сте во друштво на убава жена, треба да го започнете разговорот и со убаво кафенце. Така почнуваат работите. Кај другиве кафенцето е за сиктер или за фајран, кај нас кафенцето е за добре дојде, па потоа преминуваме на винце. А за љубителите на кафето, вистинското турско кафе, тие знаат што да одберат. Моите пријатели се тука, со што би рекле тие, а и јас, конечно вистинско турско кафе. Одам јас да го сварам кафенцето, може не знам други работи да правам, ама кафе знам да варам, а вие останете овде, започнува на Шанк. Ви видев дека на вака убав Шанк и на ваков убав амбиент се доликува и убава дама, моја гостинка за вечерашнава дружба. Дами и господа, ви ја представувам дамата која за себе може да каже дека е многу скромна, но јас за неја можам да кажам дека е за пофалба и ми е чест и задоволство што е со мене вечерва, затоа што е успешна, млада дама, жена која покажува на сите дека има време за се. Дина Муцунска, добре ни дојде. Благодарам, добре дојдовте вие кај нас. Да, добре дојдовме ние кај вас, затоа што во преубавиот ваш хотел ние овој пат сме ваши гости, но овој убав Шанк и мене ми се бендисува да ти кажам, може да си дојдам почесто наама. Ме треба, да, ќе ни биде драго, мило. На чист воздух, на убава храна и на оваков убав амбиент, јас и следен викенд мислам дека сум овде. Секако добре дојде на си. За убави гости секогаш велам јас дека е убаво да наздравиме со убаво вино, затоа ќе те поканам на една здравица како благодарна за тоа што ни си вака добра домаќинка и што си ни гостинка во нашата емисија. На здравје. Задоволството е мое. Ова е убаво вино. Како ти се бендисува на тебе? Многу добро. Многу добро. Да. Пиеме вино Марков Манастир, потоа што рековме дека за хотел Манастир ова име одговара најмногу од сите вина на моите пријатели. Так. Заради тоа што виново е прво македонско врвно суво црвено вино добиено од селектирано грозје од сортата Вранец, од сопствени лозови насади во локалитетот на Маркова река. Со мирис и вкус потсетува на ситно зрнесто овеше пропратено со богатство на екстракт, сладки танини и го прави ова вино врвно, моќно и незаменливо. Се служи на собна температура 18 до 20 степени со ваков прекрасен камин, мислам дека таман сме, и со печено свинско димено месо, ама еве нема да јадеме сега, имаме последни убави специјалитети со кои ќе се душичкава наша заслади. Така. Прво нешто што би сакала да ја отворам темата на муабет е кога ќе се спомне Дина Муцунска, на сите ни текнува дека е станува збор за жена која е менаџер, жена која е професионалец, жена која е кариеристка и жена која е силна. Имаш многу постигнато, а си млада и си уште имаш многу што да постигнеш, но оние кои те гледаат и кои сакаат да бидат успешни жени, кој ќе биде твојот совет до нив и кој ќе биде советот до сама себе,
Ако можеш да се вратиш наназад и си речеш Дина, ова требаше поинаку. Па вака, за мене поим за успешност, поим за реализиран човек е пред се добро врамнотежан човек, добро испалансиран човек. Не е само кариерата. Само кариерата не може да те направи успешен и задоволен. Значи, успехот мора да потсеќа на среќа. Среќата не може да биде само кариерата, мора човек да постигне добар баланс на сите полиња, односно се она кое што му прави задоволство. Така да мислам дека тоа е мојот рецепт на успех, на среќа, тоа што уште во многу рани години сватив дека морам да постигнем некаков баланс помеѓу семејството, децата, баланс помеѓу работата, што е она друго што мене самата ме прави задоволна, самата мене како човек, например како спорт, така да пријателите секако без нив не можеме, да, не сме ние оно кое што сме. Така да еден добар баланс помеѓу сето ова е всушност рецептот за успех. Од секогаш ти беше балансот или научи со годините да држиш баланс? Бидејќи човек како тебе искрено ми личиш на воркохолик, што велат помодерно, човек кој не може да не работи, да не прави нешто, но имаш совршено научено како треба да се балансира. Секогаш беше така, Дина? Па, јас многу млада станав мајка. Уште претходно спортот ми беше во крвта, тоа е оно кое што сум јас. Многу млада бев заинтересирана за многу знаења, дури мислев дека она кое што денеска се нарекува lifelong learning, јас тоа го сватив од многу мала, дека сакам цел живот да учам, дека всушност тоа е нели поилото на сите задоволства, да напредуваме. Од многу млада ја сватив она трилогија со која што ден денеска живам, дека морам да воспоставам рамнотежа помеѓу менталниот развој, помеѓу духовниот развој, помеѓу развојот на телото, која што сега ја пренесов веќе успешно и на моите деца и покрај тоа што се тие мали веќе живеат со тоа. Така да, всушност никако веројатно го имав тоа во себе и само се слушав себе си и се дозволив да зреам на сите тие полиња и да се менувам. Значи, промените се оне кои што всушност нас не растат, не развиваат, не созреваат. Мораме да се слушаме себе си и да дојдеме напред. А тоа се постигнува само со многу добра организација. Значи, со секојдневни распореди, прво нешто сабајле кое што го правам кога станувам, или она со кој што заспивам е редослед на нештата, да, кои што ме очекуваат утре, и тоа со сатница. Строго со сатница, со делкање на минутите. 5 минути, да, до 5, секако, инаку нема. Мислам, дури јадењето се става во распоред. Во распоред од толку сат ќе јадам. Па сериозно е тоа, така, да. Браво, ова е нешто ново што можам да го научам од тебе, нисум го практикувала. Секоја чест. Да. Никако, кога ќе се спомне твоето име, мене барем ме потсетуваш на заштитно лице на Хотел Манастир и од женска фамилија баш тоа го споменавме, бизнисот на твоите родители, на твојот татко, совршено му помагаш и застана во твои раце. Од сите сестри, дали ти беше првата што рече сакам јас да работам и сакам да влезам во хотелиерството и во туризмот? Дали ти беше тебе тоа желба или едноставно се наметна заради тоа што нели фамилиарно го работите тоа и не може да се помине фактот дека кога тогаш ќе сакаш да видиш како дете, ќе бидеш љубопитна што е како е? Немаше план, дека ниту ми беше наметнато од родителите, ниту пак планирав, ниту пак имав некоја желба. Едноставно, веќе бев мајка, хотелот беше во зародиш и некако природно си тече работите. Тој растеше, јас растав заедно со него, заедно си порасновме. Така да. И еве сме сега тука. Да, некако многу природно. Ниту бараа тоа моите од мене, ниту јас барав од нив. Едноставно хотелот се роди, јас едноставно и уживаш, да. Заедно живеевме нашата приказна. Среќна си, исполната си, убаво ти е. Луѓе во секојдневно сакаат да дојдат да го посетат овој крај, кој според мене е еден од најубавите краеви во Македонија, Берово како сам град, јас и тоа споменав, од дете имам доаѓано овде,
Но ако веќе ти, ние го начнавме тој муабет, ако веќе на некој би му кажала зошто треба да дојде во Берово покрај тоа да биде ваш гостин, што друго може да правиме во Берово? Велосипед научив дека има овој патеки за возење. Да. Што е она што ти практикуваш да го правиш овде во твојот роден крај? Кога ќе ме прашаат зошто Берово и манастир, прво нешто што кажувам за доза здравје и уживање. Зашто навистина да се биде во Берово е здравје. Првенствено поради кислородот во воздухот, незагадената средина, еколошка средина, потоа преубавата природа, храната која што исто така е еколошки одгледана. Значи, сето тоа е здравје. Денеска човекот веќе многу посвесно живее отколку во минатото. Во минатото можеби не имало потреба да бидеме свесни заради зашто и не би ни било загадувањето на толку високо ниво. Сега првенствено заради здравје. Сега веќе кога имаме и здравје и уживање на едно место, па што друго е потребно. Точно. Заради што како што кажав, храната која што е преточена во локални специјалитети кои навистина се превкусни, тоа е еден од главните адути на манастир. И секако послужено со насмевка од нашиот персонал, кој што исто така толку важно колку што е добриот квалитет, а она кој што можете да го исполните денот покрај да уживате на нашите хотелски тераси во прекрасните гледки на шума, е да возите велосипед по маркирани патеки, исто така тоа и јас го правам. Јас сум председател на Малешевска корија, планинарско друштво, и самата јас си ги маркирав со боја. Ти го направи тоа? Па едно од тимот. Одлично, да. Одлично. И патокази се поставени, и мапи, имаме така да и планинарски патеки за пешачење и за велосипеди. Инаку патеките се погодни за возење на четвороцикли и на джипови, и во иднина ќе ги смаркирам и за тоа. Ние дојдовме со джип, ама немаме ова друго немаме. Четвороцикл немаме. Да. Не, навистина патеките шумава е со векови експлоатирана за дрва. Така да патеките веќе постојат, сега само треба да се постави онаа инфраструктура која што е потребна за да може да се користат туристички, односно за да станат туристички производ. Одлично. Така езерото за кајак на мирна вода е прекрасно, зем искуство. Тоа не ми текна, дека имате кајаци, јас слушнав пред некое време. Спомена дека спортот било секогаш со тебе. Што значи тоа? Што се од спорт Дина и беше љубов и обсесија како дете, како повозрасна и сега? Јас сум тип да не слушнам нешто. Штом слушнам, веднаш ме интересира. Да. А кога ќе и веднаш сум од акција, нели, затоа што доаѓам од бизнес сектор и ние веднаш кога? Нели тоа? На распоред да ставам. Веднаш, а кога? И да пишам, да се договориме, ја одма отворам, нели, да запишам датум. Па нели, фитнесот како основа. Без фитнесот не можеш да бидеш подготвен за останатите спортови, заради тоа што не само физички да се одржуваш, фитнесот е и психичка терапија. Значи, уште да вежбав, затоа јас сум психички малце. Напната. Навистина е терапија. Значи, оние кои што, особено кај луѓето, да речеме како јас, што не пушат, не пијат алкохол и немаат време многу, нели, за забавен живот, одлична терапија. Влегуваш, има баш многу интересно клипче, влегуваш, кој ти чури све во глава, излегуваш и онака ви ножите, едноорозите. Насмеан си убаво ти е. Расположен, да. Потоа, нели, велосипеди во планина ми се исклучително предизвик, навистина. Професионално си имаш занимавано со кошарка, одбојка, нешто? Не само ништо професионално. Ама прва за спортување. Пасиониран спортист. Одлично. Рекреативен. Одлично. Мислам дека таквите како мене остануваат доживотно. За разлика од професионалните спортисти кои што ќе се заморат и после кариерата престануваат, да. Поради тоа и баш ми се наметна следното прашање, ти речев секогаш изгледаш феноменално, значи и лично кога не те познавав, кога ќе те спомина, тебе сакав да кажам, тоа ми е жена за пример. И деца има родено и се, па е стегната, средена и дотерана. И некој ќе рече, па има време цел ден да се негува. А напротив, имаш бизнис да водиш и не е така јас цел ден да седам и само да се негувам и да внимавам. Но освен таа нега на вежбањето на здравата, искрено здравиот начин на живот, колку ти влија и тоа што си исполната и среќна во убавината? Мислам дека и тоа е приоритет да бидеш убава и среќна жена, така? Сама рече. Балансот. Мислам дека убавината извира однатре од енергијата. Значи, јас сериозно не сум поддржувач на совупарна физичка убавина.
мислам, ако ја немаш таа енергија внатре од тебе, ти си слика. Ма и сликата се доживува поинтензивно отколку тело без енергија. Навистина, Јас барам така да го кажам. Јас така размислувам. Особено, не знам, без храна, сега нели некој, како да кажам, жените кои што се слаби, јас тоа навистина не го разбирам. Прво да си слаб не е исто што и да си нели Здрав и згоден, да. Здрав и згоден, многу е различно. А второ, од нив и да имаат некои убави црти, од нив нема живот, затоа што тие се без енергични, нема ништо во нив. Така да, не знам, мојата филозофија на животот е нешто друго, да. Енергијата прави се. И не треба да биде физичката убавина е менлива и до вкус, ама треба да биде човек среден. Но добро, еве, кога ќе дојдам дома, немам сили да станам од кревет ни да одам да вежбам. И мислам дека не сум само јас, дека повеќето се чувствуваат како мене. Влагаш дома и многу често пати сум рекла, добре, немам уште деца, па можам да отспиам. Тек кога ќе имаш деца или имаш да дремнеш. Како наоѓаш енергија да се натераш себе си после долг работен ден, да одиш во теретана или да возиш велосипед? Јас тоа ми треба мине да ми го откриете. Кога ќе имаш деца, они ти даваат љубов и енергија. Не, навистина. Буквално може да си паразитираш на нивната љубов и енергија. Страшно нешто. Каков извор на љубов и енергија се. А исто така и вежбањето, кога ќе го почнеш еднаш или спортот, тој всушност те рециклира, те враќа, те реобновува, те рекреира, рекреација. Креација е, нели, создавање, рекреација, ресоздавање. Ти всушност преку спортот се ресоздаваш постојано. Видов и терени овде за спорт на влегување на влезот во хотел Манастир. Сега за сега само тоа е спортското игралиште или планираш уште нешто да вметнете од спорт, бидејќи самата како личност која го представува хотелот, што го сакаш спортот, јас очекувам дека би ни изненадило со терен тука да играме, да се спортува. Па вака имаме, значи, терен што е за мултифункционален, што е и за тенис и за мал фудбал, имаме и за одбојка и за баскет. Исто така од спроти имаме огромна требната превршина на која што сме имале јога ретрити исто така и имаме и основна поставка за кросфит со гума, со не знам, се што оние основни реквизити. Имаме основна и фитнес сала со основни реквизити, така да, ама пред се овде луѓето почитаат планината да користат за рекреација. Да се качуваат, да пешачат, да планинарат. Па таа е овде благодетот, оно кое што всушност го Јас после одам во спа и не излегувам. Утре може планина такви работи, но еве дефинитивно ти се дивам и може ќе ме разубедиш до крајот на овој разговор дека морам да го сменам малку тоа лежењето и таа нека глупава рутина во која сум влезена. Дали Дина да се сега прашуваше да прашаш што ќе работиш, која ќе биде твојата главна професија, ќе одбереше нешто друго? И дали како мален или секоја девојче ќе го прашат што сакаш да бидеш, имаш балерина, глумица, што сакаше ти да бидеш како мала? Што беше одговорот? Толку мала не знам, само знам дека кога пораснав, цело време имав на ум дека треба да се занимавам со нешто што ќе ми овозможува постојано цел живот да учам. Ма тогаш всушност и не бев свесна дека целиот живот и е школа. Ако го гледаш на тој начин. И ева, навистина сум таму, цел живот учам. Да, зборевме за твоите докторски, јас морам да издадам, за ме покани која ќе се прави прославата. Зборевме за твоите докторски, значи, сега само на себе да си направам листа, значи, вработена, чек, кариера, чек, деца, чек, вежба, чек, слава под 60 и ништо килограми згодна, чек, магистарски чек, докторат, еве на пат е кај да ќе биде. Денот за тебе трае 24 часа или има, мислам, повеќе имаш ти има дадено плюс 2-3 часа. Да, доста се куси тие 24 часа, ама со добра организација, така да... Бидува. Да, бидува. Колку си искрена како човек? Па, за мене важи помеѓу блиските, ако не сакаш да слушнеш вистината, не ја прашувај неа. Не при повеќе Дина. Не прашувај ако не сакаш да слушнеш. Лав во хороскоп, јас тоа си расчепкам веднаш и тие се единствените луѓе кои ќе ти кажат си во лице и не им е гајле. Мислам, ти ме праша за мислење, ти кажав и рите да знаеш вистината.
Те праша дали си искрена бидејќи нашата карактеристична игра е сум не суме овде и верувам дека нашите гледачи ќе сакаат да дознаат неколку прашања, ништо тешко, ништо тешко. И јас ќе играм со тебе. Да, ајде. Значи одговараме со помош на табличките со вртење сум или не сум. И еве ги прашањата. Никогаш не сум легнала под нож или естетска операција. Добро. Никогаш не сум направила шопинг над 1000 евра. Не сум. Сакам, ама не сум. Нимаш, го нима она. И уште ме боли глава. И уште ме боли глава. Значи си љубител на шопинга, да расчистиме. Да, сум и јас сум љубител. Те болеше глава после тоа? Обично знае да не боли глава. Никогаш не ми се скршила штикла на настан надвор излезена. Охо. Си носам резерва дури со мене. Секогаш. Уге пак. Ова ме многу интересира. Никогаш не сум поминала цел ден во кревет по пижами. Неверојатно. Значи, немаш помината цел ден онака безделничење што велам јас. Па може би пред 19 некојаш, ама за тој живот не се сеќавам. Неверојатно сум и овој веќе. Јас сум од 21 мајка, кога? Ама неверојатно. Ох, никогаш не сум слушала турбо фолк музика по дома. Не. Сум. Цеца. Шегувам. Што музика слушаш? Зависи, сакам рок, сакам хип-хоп кога вежбам, сакам инструментал, исто така, зависи од расположение. Само не сакам турбо фолк, не сакам дед панк и не сакам хеви метал. Ама ја ова Дина така од емотивни причини. Не можам да бидам емотивна на друга музика. Ја не сум љубител на турбо фолк, да се разбереме. Од емотивни причини ми се случило. Никогаш не сум останала во кафана што велат до фајрон, до затворање. Не? Значи си легнуваш рано? Ама сум затварала теретани. Гледате, драги мои, вие што седите по дома. Така, јас веќе лошо се чувствувам, ќе ја фрлам табличка. Или во планина сум останувала да ми задат волци, да не знам да се вратам. И јас сум останувала во фајрон кафанава да не ја задам, онака удиси, ајде. Ќе се сменам, Дина, и ти витам, ќе се сменам. Како ваша гостинка. Што му годи? Ваша гостинка овде почнам со здрав живот од тука, од Бирова почнам, па носам тегла со воздух на кај Скопје. Никогаш не сум била сама на одмор. Еве жената, што и се дивам многу пати. Значи, сега ќе кажам, не сум била, а имам многу голема желба да одам. Многу ми е страв, ме ужаснува помислата сама на одмор, од како ќе се снајдам, да не се изгубам, да не ме гледаат чудно, знам дека звучи смешно. И многу сум разочарана од многу наши туристички агенции, каде што кога побарав да одам сама на одмор беше сама? Да, сама. Ама некој ќе те чека валјда таму. Не, сама ќе одам на одмор. Таа е таа реакција што ја добив јас. Каде беше ти сама на одмор од омилена дестинација? На повеќе места сум била сама. Патување низ Европа. Прекрасно искуство сама, ама не со агенција. Сама скроз? Да, сама скроз. И јас кога ќе тргнам од овде, знам и со кој, знам кој превоз или автобус или трамвај кој број ме носи и од аеродром до местото каде до хотелот и веќе секој следен ден ми е испланиран, впрочем како и распоредите кои што ми се во дома, од сабајле до вечер, дури не си заспијам кој се музеј ќе би да видам, како ќе стигнам до музејот, како ќе се вратам до музејот, кај ми е ресторанот што сакам да го посетам, буквално имам за секој ден распоред до последно. Ама значи си човек со добра ориентација? Добра организација, скилс. Истражуваш од тука, да, мораш да си го испланираш целото време таму. Оној стравот ако нешто ти се случи, не дај Боже да те нападне некој. Не размислувам да не нападне некој. Ама Дина уди во теретана, само нека проба. Секоја чест. Се надам дека оваа година ќе ми се исполни таа желба, 2017 да патувам до некаде сама. Никогаш не сум украла нешто. Мастика кod дете во продавница. И ме караа многу од дома. Ама украдов мастика, мислам. Секој дете има нека таква фаза. Јас еднаш се вратив со неплатена мастика, сега ми тикам бев многу мала и со плачење отидов во продавница, да, вратив. Сама или од дома ти искара? Не знае кај. Јас се истроматизирав кога ја видов. Не ја платив мастиката. Добро. Никогаш не сум лажала за годините. Јас сум.
Дина не лаже за своите години. Нормално кога изгледа 15-20 години помладо за своите години, јас не можев ни да не можев ни да проценам ни од прилика. Дина ми вика 21 дете, јас сега ги речам пред скоро време. Сега скоро во едно интервју ми има напишано цела декада повеќе. Ми има напишано дека сум во пета декада. А јас не. Јас те смалувам, јас там тука со 30-тите години. Дека кај да 32, 31. Ама здравиот начин на живот си го прави своето. Блиско сум? Ама подмладувам, секогаш што подмладувам, тоа ми е мините. Благодарам. Никогаш не сум добила букет од анонимен обожавател. Сум. За жал не сум. А цвиќата ми сам најубавиот подарок за една Не жена. сум, значи може. Ако сака некој да ми прати, може. Јас ќе ви кажам. Ќе биде првиот анонимен. Ја не сум. Сакам. Добре, и да ни за мене. Може. Никогаш не сум заборавила роден ден на блиска личност, ова не ми се верува бидејќи си многу организиран. Сум. На кој? Повеќе пати. На истата личност. Ама не ми се лутат. Така како Амандина. Не, не ми се лутат. Заради тоа што јас сум човек кој што смета дека сите своји блиски треба да ги третираш убаво во текот на целата година, а не само кога ќе дојдат оние датуми. И веќе ако така си ги третирал цела година, значи не ти земаат за зло ако некој важен датум не испочитуваш. Браво. Никогаш не сум одбила гостин во хотел само за да има место за мене. Јас немам хотел, така да. Значи, дефинитивно е работата на прво место пред своите уживања. Таква сум. Значи, може да нема место за тебе, Може. ама битно е гостите да се овде. Да. Гледате, затоа немам хотел, затоа што јас ќе дојдам и ќе речем не ме интересира. Се шегувам. И последното прашање, никогаш не сум прочитала нешто во медиумите или во весниците што не е точно за мене, иако делумно веќе го одговоривме дека те стајле постара, ама си, те погодуваат ли тие работи? Па реакцијата, конкретно за ова, реакцијата моја беше дека не ми е да ме пишале 2-3-5 години повеќе, туку бидејќи кога ќе бидам јас на тие години, моето интервју ќе биде поинакво, бидејќи ќе бидам позрела и зборовите кои што ќе излегуваат од мене ќе бидат со поголемо искуство. А инаку па не. Не, во принцип не. На прв момент да, ама потоа си велиш па добро, ако некој навистина сака да ме запознае, ќе ме запознае како и ако личност. треба да ме запознае, ќе ме запознае така. Твоите најмили, твоите деца, дали знаат за тоа дека мајка им ја знаат, луѓе ја препознаваат, слушаат за неа, како реагираат на тоа и на крај нели дека тие се најважните, има ли тука дали влечат кон таа линија и тие да влезат, да помогнат, да бидат вака меѓу луѓе или се повлечени, посрамежливи? Па сите тројца ние сме, имам две деца, нели? Да, јас и за тоа Син и зборувам во ќерка, множина, машко и девојче. Да, ние сме сите тројца различни индивидуи и јас и така се обидував да ги воспитувам, нели, да дојдат до израз она кое што се и покрај тоа што нели ги насочуваш на она што ти мислиш дека е морално и етички. Сепак се тие личности за себе. Различни сме. Знам дека ни еден од нас нема проблеми со комуникација. Дружелюбиви луѓе, тоа е Кога најважно. беа помали се шегував деца растани во хотел. Ето вакви се. Значи елоквентни, комуникативни, немаат комуникацијски бариери никакви. Така да Може ќе излезе еднава доктор, другава ќе ти помага, или си каже дека еднава доктор да не ми Така? излезе. Јас така сум слушала по моје, ама Кирко кај најде новинарство, докторка нели требаше да бидеш. лела. Ама ништо не ми појде. Имаме убаво спремено јадење сега, но пред да се префрлиме на тие специјалитети за кои треба да направиме мове, дали нешто остана што ти сакаш да го споделиш со нашите гледачи, од тебе да го кажеш, или нешто за кое можеби не направивме муавет, а сметаш дека требаше да го начнеме како тема? Па Да дојдат да уживаат во Берово, да Така. спортуваат. така. Тоа јас што научив од тебе слушајќи тоа јас. Овде тоа што можеме да им го понудиме, целосен пакет нели за нивна добровит, покрај добрата храна, покрај спато кое што го имаме, и сауна, и финска сауна, и парна бања, и џакузи, масажи, терапија како магнет, како лазер, ултразвук, значи буквално еден целосен пакет за нивна добробит, за добро да се чувствуваат и да уживаат во планината, и да уживаат во манастир,
во македонската традиција која што е овде негуваме и преку специјалитетите на храна и преку звуковите на музиката, амбиентот, сето тоа е она кое што е одлично на нас македонецот, со кој што ние се гордееме и го негуваме, така да... Јас ќе заборавев најважната работа и морам да ја споделам. Се сретнавме со Дина еднаш и лицето ја го гледам кожата и ми рече јас не користам пудра од здрава нега и од внимавање. И овој пат затоа и ќе речам на многу девојчиња, жени што сакаат да се средат и со лице и со здравје и со се дека така, тоа е одговорот дефинитивно. Ти сама рече така. Јас вика Да. пудра немам ставено, крема, брчки, ја гледам викам Дина нема ништо минимално, само вика немам ни пудра ни ништо, здравиот начин на живот. Ако тоа не е мотивација за 5 другарки да дојдат и да се изрелаксирате, и јадењава, и музикава, и добриот амбиент, јас не Храната знам е што... здравје. Ето. Чистиот воздух исто така. Убаво рече. Храната е здравје. Ајде сега да видиме што за денес од Храната е здравје Хотел Манастир има да ви презентираат заедно со мојата гостинка. И во овој убав амбиент на Хотел Манастир со Дина споменавме дека ќе пробаме од традиционалните специјалитети кои ги приготвувате овде. Трапезава изгледа прекрасно, но што ќе јадеме, што ќе вечераме? Вака, моментално овде со нас е дел од специјалитетите на Хотел Манастир. Тоа е малишевска тава во кукла леб, во ржана кукла леб. Одлично. Потоа имаме сирење под капак, овчо сирење под капак и нашата позната бабина торта која што е така специјалитет и одлика на манастир. Карактеристично за нашата кујна е тоа што не само што е се што подготвуваме во манастир е подготвено од намирници одгледани овде во Малешевијата, значи еколошко производство, туку и сето тоа што го подготвуваме е овде припремено во нашата кујна на традиционален начин. Дури ржаното лепче во кое што е сместена малешевската тава, исто така и тоа се подготвува овде и можеш и да го помирисаш Ивана и да го допреш како тоа крцка всушност. Одлично. Да. Ова ме многу бендисува. Таа се подготвува од повеќе видови на печурки кои што видат овде во Малешевијата, од 3 типа на различно месо и од жежено сирење како прелив. Сето тоа го дава оној нејзин специфичен вкус кој што навистина посебен и незаборавен. Ото сирењето, да, под капак, карактеристично нели овчо познато беровско сирење со зеленчук и со јајца и нормално во текот на подготовката сето тоа испушта од своите сокови и вкусот е повторно навистина нешто посебно. Десертот. Так. Мојот умилен дел од секој јадење. Так, бабината торта, која што се подготвува од 15 многу тенки хори, а филот со кој што се филува е од орави, повторно нели овде одгледани во Малешевијата и домашно кравје масло. Одлично. Да, и приливот нормално од сладко од шумски јагоди кој што е посебно. Доживување. Јас верувам дека ќе уживаме во оваа вечера и дека ќе биде моето најубаво досегашно искуство со храна, Така. а посебно ме радува што е здрава храна, што е храна што го дава духот и традицијата на нас како народ и на Беровскиот крај и нормално на вашиот хотел. Така. Па ти благодарам уште еднаш, Дина. Сега сум твоја гостинка. Задоволството да ви имам овде беше навистина наша и ви благодариме за посетата. За убавата вечера, за убавиот разговор. Јас на моите гости кои се вака убави, вака убаво ме пречекуваат, имам и подароци, Дина. Да. Првото нешто што ќе почнам е оваа убава шолја за да си пиеш чај затоа што сакаш здрав живот. Така. И пан Принц се погрижија за тебе да имаш топло чајче во убава шолја. Благодарам. Преубавото вино кое го дегустиравме на моите пријатели кои ќе го пиеме е и за тебе да си однесеш едно и да си го испиеш дома, дали сакаш сама или во друштво да си уживаш со него. Благодарам многу. И затоа што си вредна жена која секој ден има обврски и работи, имаме убава кафенце овде за тебе
елегантно спакувано во убави шолички да си пиеш во духот на Париз. Не знам дали си патувала во Париз. Ама мислам дека ќе те си била, ќе те бендисат и ќе ти вратат сигурно некои убави спомени. Еве го и кафенцето, значи нека се види тоа колку посебно ми значи вака да ти подарам. И презервативи, драга моја Дина, да бидеш безбедна. Благодарам. Сигурно да водиш љубов и да Благодарам. уживаш во водењето љубов и да бидеш среќна и сакана секогаш. Ти благодарам и јас на тебе. Благодарам уште еднаш за се. Благодарам и јас. Епа, ние да се фрлиме на дегустација, а моите драги гледачи можам да ги поканам слободно да дојдат во хотел Манастир и тие да пробаат дел од оваа традиционална храна. How you feeling? Happy? Tell me how you feeling? Happy? We about to do this 'cause we happy, 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 happy. Deluxe. I'm alone if you Is it man? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is the you. No, no. I'm alone if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Ете, ви видив дека имаме убава гостинка и дека имаме убава друштво на Шанк и си го исполнив ветувањето. Се одјавуваме од најубавиот Шанка во хотел Манастир Берово и за жал ќе се вратиме во Скопје каде што загадениот воздух не чека. Но во секое време овде домакините не очекуваат да им дојдеме повторно, а ве очекуваат и вас, заради тоа што здравиот живот значи малку на планина и на здрав воздух. Пред да се одјавиме, ако убаво ве расположивме и насмеавме, ќе ве оставам за уште поубавите работи кои ги имате во текот на оваа вечер, а тоа е водењето љубов. Но не заборавајте дека секогаш велиме дека треба да се заштитите и најубавите задоволства во животот да ги зголемите наместо да ги ускратите. Затоа ова овде треба да си го редовно користите, дамите да си ги носат во чанта, мажите да си ги носат на безбедно некаде во џеб и сопругата да не ви ги најде. Шегувам. Имајте убава вечер, ве сакам, мили мои, и следете наредовно на Facebook, следете ни ги нашите репризни изданија на YouTube и уживајте секогаш на вашето омилено место, Шанкот.